дека односот со партнерот дефинитивно го трасира патот, го дефинира патот, каде ќе одиме, затоа што тие се наши најголеми учители, партнерите. Еди со други. Неверство не го прави среќен човек, исполнат човек, остварен човек во однос. Го прави човек што не му се задоволени потребите. Легуваме ранети во однос. Се залепуваме на рана. Рана со рана. Промената се случува со повторување. Кога повторуваме, Тренинг. да, ги менуваме, да кажам, синапсите во умот, во мозокот и раскинуваме едни, јас не вредам, јас не можам, не сум доволно добар, и создаваме нови, јас можам, јас ќе успеам, гледам напредок и така натаму. Кога се држиме на висока вибрација, на таа убава енергија, доаѓа ми до тие мисли, до тие луѓе, до тие врати, каде треба понатаму да одиме. И тој пат е. Тоа е патот, цело време да биде возбудливо. А тоа ќе се менува, страста може да се менува. Може би јас за 20 години ќе бидам јога учител, не знам. Дека мојката е во нас и дека нашиот ум е толку феноменален, можеме многу да креираме. Како да се излекуваме сами себе си, така и да креираме фантастичен живот. Да, стани мастер, тоа ќе биде и насловот на работилница, да стани мастер на твојот ум. Тешки добар ден на сите, убав ден на сите, повторно еве со мене Бажан Геловик во сите подкаст тема личен развој. Што секојдневно на сите подкасти таа тема ја обработуваме од различни аспекти, од различни страни, со различни гостинки, гости што се интересни, кои тоа го живеат и тоа го работат и помагаат во нивната заедница каде функционираат. Како и до сега, и денеска ќе имаме една убава гостинка, интересна, што има доста знаење, има што се слушне од неа, тоа го живее и ќе биде и новата звездичка на нашето сител подкаст Неболичен развој со Бажан Геловик. Ќе посакам едно убаво, енергетски добре дојде на Кристина Десковски. Благодарам, Баже, Благодарам што ја прифати нашата покана и ќе имаме една убава држба. Како се осеќаш во нашата студија? Одлично, одлично, пријатна енергија и знам дека ќе биде корисно ова што ќе го споделиме. Тоа секако ќе биде корисно. Да. И ќе биде безвремено. Секојаш ќе има предност. Да. Живееш и работиш во Германија. Да. Овде си на кратко, така да успеавме да се организираме, да се видиме, што ми е посебна чест и задоволство. Ќе имаш во еден хотел настан од тоа ти што го работиш, а да те представам, ти си хипнотерапевт и коуч за хипноза, брза хипноза, за да се помогне на луѓето во некои нивни блокади и уверувања во животот. И така и ќе имаш работилница која видов на твојот сајт дека и sold out, распродадени се сите места. Браво. Да. Ајде, представи ни се малце хипноза. Што е тоа? Па, овој правец кој го работам јас, или оваа алатка која е магична, е хипноза, односно RTT хипноза или рапидна трансформацијска терапија, брза хипноза. Револуционерна е затоа што ни помага во терапијата брзо да дојдеме до коренот на нашите проблеми. Значи, не ги санираме проблемите надворешно или моментално, него одиме до коренот, каде започнале, и од таму ги менуваме. Една за секој биде сменети и решени. Апсолутно, да. Затоа што имаме ние една магична кутија во нас, а таа се нарекува подсвест, која беше главната причина зошто јас почнав да работам со хипноза, а тоа беше дека од многу рана возраст јас бев фасцинирана со тој поим, посвест, што има таму, многу сум радознала, па тоа што не знаеме што е таму ме направи да размислувам, чекај, ако можам јас да дознам што е таму и да го променам, дали ќе се промени мојот живот. И всушност дојдов до позитивен одговор и така кога најдов на ова хипноза, брза хипноза, ме заинтересира прво затоа што е брза, во овај брз живот ни треба таква алатка, а друго е затоа што допираме до подсвеста и доаѓаме до корените на различни предизвици, различни проблеми, од физички до ментални, психички, емотивни проблеми со кои се очуваме секојдневно. И кога, како што кажавме, кога ќе дојдеме до главниот корен и кога ќе го видиме, ќе го ставиме на маса, ова е тоа што ме мачи, од таму доаѓа, ќе го разбереме, правиме трансформација и тоа веќе нема да биде дел од нашиот живот, нема да биде дел од нашите проблеми, односно да биде кочница. Како правите трансформација? Што значи тоа? А трансформација значи самиот дел на разбирањето. Ќе ви дадам еден пластичен пример. Например, сте биле дете, ви го украделе велосипедот на 7 годишна возраст.
И Добро. тоа било трагичен настан за вас во таа возраст. Секако. Но можеби вашата мајка била не толку, да кажам, ајде да не го искористам емоционално интелигентна, можеби била емоционално недостапна личност или ги користела тие механизми на да биде поладна само за да ве заштити да не дојде до голема драма. И на тој начин не биле видени вашите емоции, не била видена вашата болка, не била видена вашата траума. Добро. И во тој момент сте се почувствувале травма, значи сте биле безпомошни во тој момент, сте почувствувале затворени и сте го складирале тоа негде во телото. Океј, завршил настанот, животот продолжил понатаму, вие сега сте 40 години и ви се случуваат панични напади. Одите на лекар, ви кажуваат се е во ред, срцето ви е во ред, плуќата ви е во ред, крвта ви е во ред, но вие се уште чувствувате стравови и така натаму. И кога ќе дојдеме со хипнозата, најчесто доаѓаат тие со паничен напад и такви случаеви, и кога ќе се навратиме, ова е само една сцена, тоа се на неа се нижат и други такви, и на неа се врзуваат и уверувања. Мене ми одземаат имовина, мене никој не ме штити, никој не ме разбира и така натаму. И кога тоа ќе го ставиме во една фиока во нашата потсвест, тоа сакале или некале влијае на нашите одлуки. Каков став ќе имаме ние во животот, како ќе се обраќаме на луѓето, кои одлуки ќе ги носиме. А не сме свесни за тоа. А не сме свесни. Така е. И кога ќе дојдеме до коренот на тоа, тоа е исто и со болестите, колку и да некои делови од, да кажам, здравствени предизвици знаат да бидат надворешни. Бевме сведок на короната, многу го имавме тој вирус, несреќи и така натаму, но генерално и денес е и научно докажано дека здравствената состојба зависи од нашата нашата внатрешна состојба, нашата вибрација, нашата емоција, како ние се однесуваме спрема нас самите. Да, дали правиме ментална хигиена? Што би рекла ти во таа магична кутија, како ја рече, потсвест. Што е за тебе потсвест? Како ти ја сваќаш, Кристина? Па потсвеста е добра, не алатка, него една локација во нашиот дел од нашиот ум. Имаме надсвест, имаме свест, потсвест и несвест. Потсвеста е многу корисна, затоа што доколку не би имале потсвест, што би правеле ние со сите тие трауми? Нема кај да ги складираме, значи. Па нема кај да ги складираме. складираме. Да. Тоа е вид магазин. Па може да се случи подвојување на личноста, шизофренија, значи може да тоа е сериозно. Да, и таа си има своја улога. Но денес што имаме направено од потсвеста е друга приказна, да кажам. Денес имаме направено од потсвеста едно складиште со многу негативни уверувања, многу погрешни вредности. Тоа зема ли од нас ресурси од нас, од како енергија? Не троши ли нас? Не прави ли да сме уморни, да не знаеме зашто сме уморни? Спиеме, не сме одморни. Идеме на одмор, па сме уморни. Да. Тој цел материјал што викаш ти. Апсолутно. Да. И тоа што ќе го правам на работилницата во сабота, односно утре, е тоа да многу од луѓето живеат во тој мал дел на свеста, мислејќи дека сме многу свесни, дека носиме одлуки свесно, а всушност носиме одлуки од таа потсвест која е, па ајде научниците кажуваат од 80 до 95% од нашето битие. И доколку носиме одлуки од некоја потсвест каде што не знаеме што има натре, ние сме апсолутни роботи, што мислиме дека не сме. Целта на самата работилница е да направиме промена, да се случи обратен Колку ќе трае таа работилница? Ќе трае 3 часа. За 3 часа може да се направи промена? Прво ќе има освестување. Прво да го знаеме тој дел. Браво. Да, така. За секогаш започнуваме со освестување, ако не знаеме зашто зборуваме, како не можеме ни да го примениме. Па ќе ја примениме RTT хипнозата и можам да кажам дека јас сум брза хипноза. Брзата хипноза, да не ги збунуваме гледачите. Јас сум прва сертифицирана на македонски јазик и ми е чест да го имам тоа искуство. Тоа го дознав од кога ја завршив академијата, затоа што ме известија, ми пратија порака дека сум јас прва во мојата на ова јазик и тоа ми беше и символ да кажам, окей, па тоа треба да го вратам на мојата публика назад. Иако живеам во Германија на 2000 километри од тука, сметам дека имам одговорност за оваа публика да им помогнам. Овде дали ви во Германија тоа го работиш? Да, нешто друго работиш? Не, тоа ми е примарна дейност. А ти си професионалец во ова? Професионалец, го работам и го живеам секојдневно. Значи го живееш. Да. Браво. Потсвеста.
луѓето што го сладираат тоа. Како чашава која ја пуниме и ти викаш дел од луѓето со тој дел, мал дел од умот на свесноста живеат. Меѓутоа има ли ситуации кај тебе со твоите клиенти кај што чашата е препунета и почнува да кипти, да тече од сите страни и тој веќе влезе во сериозни расторства. Има ли такви случаи? Дека едно рече да ете сепак еден дел од свесноста останал на врвот, меѓутоа кога ја напунам чашата, кога почне да претекува, значи она веќе подсвеста целосно е напунета, веќе нема никаде да. Дали имаш такви искуства во праксата? Па не може осема да ја покриеме свеста, имаме ние блесоци на свест. Блесоци? Да, имаме блесоци на свест. Како гром во темнината кога ќе удри, едно делче ќе го светлима, тоа е кратко. Дали е тоа доволно? Па не е доволно за целосна промена, но доволно е да слушниме еден подкаст. Доволно е да можеби престаниме да го користиме телефонот одма кога ќе станеме наутро. Можеби е доволно да тоа е добро кажано. Мали промени, а од тоа почнува. Можеби е на момент да застанеме и да не ја го оговараме колегата. И такви ситни работи. Тоа е тие блесоци на свет. Например, има многу насилство. И тоа е причината за овој размер, свес и подсвес, што постои на еден рандом човек да го сретнеме денес на улица, што има 85% од таа подсвест, а 15% да кажам посто свест. Тоа е причината за сето зло што се случува денес. Затоа што кога не сме свесни, кога одиме од тој рефлекс од таа траума, тогаш немаме капацитет ние ни да го разбереме другиот, ни да бидеме благодарни. И сакаме да влеземе во школа и да пукаме, не дај Боже. Да. Значи, дали можам да парафразирам, значи денеска многу од тоа насилство е резултат нешто не само не се свесни, него не се ни разбрале себе си, не се ни запознале кои се они. Да. Па тие насилници имаат болка. Тоа е израз на нивната болка. Тие се живеат во жртва, како они се само во подсвеста. И како што кажавме во тој неформален разговор, и жртвата е насилник. Да, таму беше интересно тоа, но ќе се вратиме на тоа. Како тоа хипноза? Како влегуваме во хипноза? Се губам себе си, ти ме внесуваш негде, можеме... Како што изгледа тоа хипноза? Сум немал искуство, сум слушал, но сум немал искуство. Искрено... Ме гледаш во очи или ми правиш тоа нешто овака, ја гледам и идам некаде? Искрено... Да го објасниме и заедно да разбереме и мојата публика. Нашата публика. Да, тоа беше малку и моја кочница дали да работам со македонската публика, затоа што хипнозата во Европа и во светот се користи многу одамна како алатка во медицина и во психологија. И во Скопје има хипнотерапевти кои користат. Да, има, знам, него јас сум немал првпат си ми една средба со тебе имам од таа област. Да, генерално не се употребува, не се зборува на темата, така да кажеме. Ова не е класична хипноза што ја гледаме по телевизиите, каде што луѓето паѓаат во транс, ги манипулираат и така натаму. Не, тоа не ми користи мене за мојата терапија. Него ова е една блага состојба каде што сме опуштени. Кој медитирал би го знаел таа состојба? Медитирал со хипноза, кај е врската? Не те разбирам, ме збуни малце. Да. Како влегувам, како ме внесуваш мене во хипноза? Хипнозата ве внесувам со сугестивни зборови. Значи, користам прави зборови, интонацијата на мојот глас и кликнувањето на прстите. Јас сум со затворени очи? Да. Клиентот е со затворени очи. Тоа значи како медитација, сакаш да кажеш, дека спомнам збор медитација го спомнам. Да, кажав медитацијата затоа што денес почнуваат многу луѓе да работат на себе, па слушнале за медитација. Добро. И тоа е слична состојба. Сакам да ве кажам дека не е нешто што немате контрола над себе. Значи, клиентот има апсолутна контрола над себе, може да ги отвори очите, да стане и да си замине и така натаму. Значи, не е тоа дека јас контролирам, него таа состојба, опуштена состојба, мене ми помага клиентот да влезе подлабоко во себе, во својот емотивен дел, во својот емотивен ум. На одредена тема. На одредена тема што ти го насочуваш на одредена тема за кој има интерес, има проблем. Да, тој доаѓа и го спушташ до корено, што викаш. Да. И така му помагам да има јасни сеќавања, да го доведам на таа вибрација, затоа што кога сме на една вибрација, автоматски можеме да имаме сеќавање од истата вибрација, од истата емоција. И кога ќе се навратиме на таа емоција, ми е полесно да се сети клиентот на настани. Па
имаме феноменални интересни случаи каде што клиентите се навраќаат и до утробата на мајката, затоа што се уште се свесни во таа состојба, како да речам не уште родени, а имаат развиен слух и енергетски суштества, се па допира надворешната околина и до нив. Интересно. Па многу и од таму влечат уверување и така натаму, така да тоа е една состојба феноменална алатка, како што кажав, што ни помага брзо да дојдеме до самиот корен и интересно е колку после тоа луѓето се запознаваат себе си. Запознаваат за некои делови од себе кои што не биле свесни, да. Тоа е богатство. Да се запознам себе си. Да. А мислам цел живот се знам. Ние мислиме го знаеме комшијата што сме. Не, мислим и себе си да, го знам. И себе си дека се знаеме. Јас сум тој и тој, роден тогаш, образование тоа, од татко мајка таа, работам тоа. Ама тоа изгледа не е целото запознавање, тоа е општествениот статус, тоа е системот образование, школа, фамилија, кај потекнуваме, ама тоа не сме ние. Тоа е многу благородно. Рече академијата од мала си имала афинитети за подсвеста. Како влезе во оваа област? Како ти се најде во оваа област? Хипнотерапевт. Да. Па како што споменав, уште од многу мала бев најдов на книги. Дојдов до книги на пример некоја книга? Како Будење од Антони де Мело, Џозеф Марфи, мојката на излекувањето, мојката на подсвеста, каде што веднаш кликна со мене како некоја вистина, како дека тоа е тоа. И кај мене пробуди некоја храброст, некоја надежд, дека окей, ако мојката е во мене, тогаш мојот живот ќе биде фантастичен. Но тогаш имав околу 13-14 години, кога се бараш себе си, почнуваш да дознаваш, окей, кои се моите родители, која сум јас, па се одвојуваш и се прави тој расцеп, да кажам. Но мислам дека се уште не бев или јас спремна или не дојдов на такви учители во тоа време што можеби ќе ми дадат пуш, ќе ме турнат малку напред и ќе ми кажат направ, да верувам во тие авторитети што ги пишувале книгите. И тоа го одлучив за некои малку покасни години, за можеби 3-4 години, каде што повторно се сретнав со сличните автори и кажав тоа е тоа. Но секогаш тоа беше моја приватна, интимна соработка со тие автори. Додека еден момент Убаво кажано, ми се допада. Моја интимна соработка со тие автори. Да, тие беа мои другари, што ме разбираа, што со кои комуницирав, до негде период пред да стана мајка, каде што почнавме со сопругот да разговараме на таа тема, да сакаме да бидеме родители, што како одговорна улога, како ќе биде. И во еден момент дојдов до медитација, мислам јас тогаш ги практицирав тие алатки. Дојдов до еден момент каде што сватив дека јас сакам моите деца да ме гледаат како ја живеам мојата страст, а не одам на работа само заради финансии. И да бидам некако пример, затоа што тогаш почнав да се едуцирам и за родителството, дека децата не гледаат, а не слушаат, дека нашите мимики го дефинираат нивните уверувања. Да, извини, малце ги прекинам. Ние во клиникот викаме најдоброто децата не ги воспитуваме со зборови, него преку нашето живење. Точно. Ние што правиме, они тоа го гледат и после од еден број на години почнуваат тоа така да живеат они. Да. Чи преку гледањето они се воспитуваат најмногу, не преку комуникацијата. Па ова алфа состојба што ако јас зборам едно, а правам друго, дете го гледа тоа. Гледа дека ова што го зборам не го гледам, а ова го гледа што не го зборам, а го правам. И затоа доаѓа во момент кога децата се тинајџери до тој конфликт со родителите, затоа што тогаш се спушта завесата и децата го гледаат родителот кој е на вистина. Веќе не е херој. Го гледаат вистински кој е. И тога се случува таа. И Кристина со хипнозата како се запозна и како дојде? Па, затоа што почнав да работам со медитација и потоа ја видов хипнозата како алатка, ја запознав Мариса Пиер. Извини, донесовте одлука со машите дека сте одговорни, не може да влезете со детенце. Тука те прекинав, извини. Да, и сакав да автоматски да ја променам мојата професија. Мислев дознав дека веќе не ме исполнува како економист да работам, дека сакам да работам со ова. Значи да ова да го претворам мојата страст да ја монетизирам, да кажам на некој начин. И па се фрли во ладна вода, да кажам, морам да кажам, бев нормално. Многу беше ладна или не? Па бев поддржана од партнерот нормално. Дали тоа важна работа?
Апсолутно. Мислам и мојот раст е подкован со нашиот однос, не е случајно. Дека односот со партнерот дефинитивно го трасира патот, го дефинира патот, каде ќе одиме, затоа што тие се наши најголеми учители, партнерите. Еди со други. Да. Ти би поддршка, ти си тоа значи ки ти си негова поддршка, или? Да, апсолутно. Не сега тука да го прашаме него, меѓутоа претпоставам дека така. Па да, затоа што... Добро, малце да се... Да, апсолутно. Мислам, не можеш, ако си поддржан, ако си сакан, ако си виден, Добро. не можеш да не го дадеш тоа. Така е. Тоа се некои основни потреби, зошто иначе би останале сами, зошто би биле во однос. Главната цел е да сме видени, да некој да не уважува, да кажам, на некој начин. Да. И тоа ме доведе до да кажам, да одберам правец, да одберам алатка која ќе ја користам како главна за мојата професија. Размислував дали тоа да ќе биде психологијата. Искрено, многу се двоумев затоа што не сакав да биде конвенционално. Сакав да биде нешто алтернативно, нешто што ќе му даде други погледи на луѓето, затоа што јас длабоко верував во тоа. И кога ја пробав хипнозата, кај мене имаше фантастични резултати и самиот пристап како се функционира и затоа одлучив да станам дел од Академијата на Мариса Пиер, која создаде оваа метода. Таа господја го има создадено ова. Да, таа го создаде овој концепт. Мариса Пиер, таа е британска, англиска терапевтка, светски позната, која работела со политичари, со председатели и го има создадено овој брз стил на хипноза затоа што живее во Холивуд, каде што е таков брз животот, да им помогне на тие личности и има на познатите личности. На познатите личности, да, тоа било незината фела за која имала на интерес и фокус. Да, тоа била незината целна публика, Целна публика, да, подобро кажано, да. Да. И така ме интригира тој правец и затоа одлучив да ја. Колку трае тоа? Па една сесија трае од час и половина до 2 и е пропратена со коучинг сесии и задачи, а и хипнотичка снимка која е задолжителна после самата терапија. Таа снимка ја добива клиентот. Таа снимка ја добива клиентот затоа што промената се случува со повторување. Кога повторуваме, тренинг. Да, ги менуваме, да кажам, синапсите во умот, во мозокот и раскинуваме едни, јас не вредам, јас не можам, не сум доволно добар, и создаваме нови, јас можам, јас ќе успеам, гледам напредок и така натаму. Не можам. Не знам, знам. Да. Ги раскинуваме едните, создаваме простор за нови. Да. Што е најчесто како проблем што се сретнуваш во твојата работа со твоите клиенти? Спомнав панични напади. Кој е актуелно? Кои се најбарани теми и зашто доаѓаат луѓето кај тебе? Поточно ти кажа онлайн сфера работиш, но кои се темите што најмногу зимаат интерес во твојата... Различни теми, но актуелно е паничните напади, анксиозните напади, стресот, самодовербата, меѓучовечките односи, најмногу партнерските односи со родителите. Сега моментално ми се актуелни родителите. Затоа што работам со луѓе кои имаат 40 и 50 години, а се уште функционираат како деца во односот на родителите. Да, тоа внатрешно дете не е излекувано, не ги има задоволено потребите или нема добиено таа личност алатки како да си постане сам свој родител, па се уште енергетски се врзува за мислењето на родителот, што ќе кажат тие. И тоа ги кочи во животот. Затоа што станале возрастни личности и сака да им докаже на родителите, јас сум возрастен, не смееш така да се однесуваш со мене, јас не сум веќе дете, а нивното однесување го кажува спротивното. Така да тоа е исто голем предизвик. Доаѓаат и со физички предизвици, како паѓање на косата, имав екзема. А што, ако ми паѓа косата, што се случува? Ќе ми се врати пак? Па да. Да, работиме, имаме и техника cell command therapy или клеточна терапија, која се користи со хипнозата, каде што даваме директна команда на умот, на подсвесно ниво, со повторување нормално, да ја регенерира клетката, да создаде фоликула, да создаде сето тоа што им е потребно. Исто така со забременување.
да многу создале блокада во тој дел, во тој енергетски центар. Имав на случај на кој сум горда, целосна трансформација на коските од остеопороза до целосно опоравување. Да. Каде што докторите беа фасцинирани дека како е можно тоа со хипноза или со пиење само витамин D, кога е тоа неизлечлива болест. Но мислам... И што е тајната во таа хипноза? Значи, го враќаш во тој свет, корените, тоа што... Да, корените и тоа Значи, што... болестите што ни се манифестираат на физички план, се поврзани со нашата психологија, со нашата внатрешност, со нашата душа и нашата состојба. Да, апсолутно. Посебно хроничните болести. А за Да, акутните... кои- Може, и тука е дискутабилно, Да. затоа што дали си отворен за повреда или Хроничните не траат си. долго време, да. Али хроничните се врзани на тоа Да. што Таа однатре разлика ние ја тлее. правиме меѓу акутни и хронични, тоа добро кажано, да. Да. А партнерски односи. А што па таму има? Как имаш таму, какви се таму твоите искуства? Што е таму проблемот? Неверство или не се разбират меѓу себе, љубовта не им иде добро? Што е таму главната тема во твојка и твоите клиенти, вака сумирано? Па главната тема е тоа што често влегуваме ранети во однос. Односно бараме се залепуваме на рана. Рана со рана. Аха, И интересно звучи. бираме партнер кој личи на таткото или на мајката. И само да ги потврди тие состојби во кои сме се навикнале. Тие верувања кои веќе се складирани во таа кутија. Но не секогаш тие се конструктивни. Има случаеви каде што партнерот не третира како што не третирала мајката или таткото и тоа не ни се допаѓа, а не знаеме како да излеземе од таа кутија. И секогаш, кога работиме на партнерските односи, јас работам индивидуално, не во парови, секогаш работиме на личноста, а не на односот. Односот е последица на промената, на трешната промена на И самата се личност. малце провокативно. Ако една девојка или еден маж има партнерка или партнер по узор на родителот, а децата, као и ќерка ми, ќе се скара со родителот. И сега она по тој узор во некој момент ќе се скара со партнерот или партнерката. И може месец дена да не премуваме со татко ми. И Бог да го прости. И што правиме тогаш? Она може да побара некој лажно решение, уточиште на некој друг остров. За жал, да. Имаш такви, мислам, ситуации и клиенти? Да. И Да, тука, често, кој е често... тука жртва? Таа што тој или таа што нашол уточиште во друг надворешен партнер, инкогнито или партнерка, или е жртва тој што тоа не го знае, а може би придонел? Па Или си двајцата жртва? И двајцата се жртва, затоа што неверство да се направи, не го прави среќен човек, исполнат човек, остварен човек во однос, го прави човек што не му се задоволени потребите или сака на некој начин да докаже нешто. Или себе си, или на околината. Личност апсолутно несвесна. Да, Личност која е апсолутно несвесна. што Живе во таа подсвест, не е свесна. Значи тоа е како еден вид предиспозиција што тој или таа влегле во такво некое. Да. И тоа е Значи само... тоа не е решение. Апсолутно не. И тука кај мене доаѓаат интересно тие што направиле неверство. Да, тоа сакам да слушам од праксата, вака Да. теорија не ме Да. праксата ми се, тоа и те прашав за оваа тема. Да, затоа што тие сакаат да си помогнат. Знаат, затоа што почнуваат да се будат, сваќаат дека тоа нивно дело веќе ги води во уште една фиока од нашата подсвест, тоа е во вина. И Чувство на вина. Чувство на вина и тоа Грижа на совест. Да, па грижа на совест е нашиот систем кој стои во свесниот дел. Добро. Совест е наш аларм, што не подсетува, тука е грешка, врати се на правиот пат. Додека грижата е складирана во подсвеста е една од најтешките емоции на емоционалната скала, која Таа може да биде те разумна за парализира. нашето здравје, а? Апсолутно. На подолг рок. Да. Значи некој ако е во таква паралела може со ако се дојде кај него зрак на свесност, на будење и на тоа чувство на вина, значи може да влијае на неговото здравје, сакаш да кажеш. Да. И тоа е парализирачки.
Исто има тешка вибрација што те влече, не си продуктивен, не можеш да направиш некои активности што сакаш да ги правиш, значи таа вина ите како има е болна. А кои се последиците за другата страна? Па зависи од односот. Од твоето искуство, мислам. Па различно искуството, али Со клиентите, мислам. Да, различно сум имала различни искуства, али другата страна во секој случај пати, Ако знае. Ако знае, да. А може ли она да не енергетски да се осеќа неубаво, да не му иде во животот или да не иде во животот, а да не знае дека е причината растурена, диверзирана енергија, имаме тука и уште еден гостин. А да не го осеќа тоа, да го осеќа, ама да не е свесен зашто е уморен. Да, затоа што како партнери, дали имало такво искуство? Да, како партнери ние имаме енергетско јадро. И како партнери го кажа, како партнери имаме енергетско јадро и вносуваме енергија од двете страни, посебно кога и тој однос е продлабочен и интимен. И ако тоа квалитетно, значи тоа јадро може да биде за нас и лековито и просперитетно, но може да биде и обратно, значи. И можеме да експандираме многу мултиплицирано можеме да експандираме, не дупло, него мултиплицирано можеме да креираме, да создаваме заедно. Например, парови што се свесни, што работат на себе, медитираат и визуализираат и користат различни техники заедно, постигнуваат многу големи цели. Сакаш да кажеш, да парафразирам, за пар кој знае дека има проблеми. Место да барат тајни решенија на трета страна, работат со тоа, се соочуваат на маса што е тоа што нив им смета, да направат тоа јадро да биде здраво и мултиплицирано, корисно, просперитетно за нив. Па ме прашавте, и тие се после успешни. Да, апсолутно. Ме прашавте дали Ти. Ајде со ти. Ме праша дали ќе се почувствува таа енергија, апсолутно да, затоа што влегува трета енергија во јадрото. Само што и се чувствува тоа. Па тоа значи може, а дали може да се девастира целата фамилија? Па да, и често... И децата. Да, често кога партнерот изневерува, децата се чувствуваат изневерени. Да. И да, и тоа го... Кога кажеш на партнерот, мислиш на било кој, дека потенцирам машко-женско, значи на партнер мислиш на двете страни. Добро, да бидеме прецизни. Да, мислам... Децата тоа го осеќаат некако? Децата го осеќаат или партнерот, пример, ако замине за друга партнерка, децата се чувствуваат напуштени. Во смисла изневерени. Како што се почувствувала мајката, исто се чувствуваат и децата. И затоа во тој однос кога се разведуваат родителите, не е проблемот разводот. Проблемот е како се разведуваат луѓето. Така е. И затоа се ова е храбро што ќе го кажам, мислам дека за децата да поминат низ еден убав процес, потребен е еден свесен родител. Доволен е еден свесен родител. Да, така е. Ако еден работи на себе, е доволно да ја повлечи групата полека преку неговиот пример или партнерот да се и ке него се разбуди нешто, некој знак дека може нешто и он да допринесе. Со малчеко да тоа језгро биде добро, што го кажат и да тоа биде интегрирано на здрав начин за тој развод, кој понатаму како пријатели ќе биде конструктивен и за потомците, за поколението, да. Да. Потом може повеќе да. Значи и во тој развод е пожелно да доаѓаат кај тебе или кај некој од нашата провинција, тоа да не биде така само судски, да има да вид медијација, што би рекле ние, Па разводот, како и селењето и смртта, се едни од најтравматичните настани, затоа што се случува огромна промена и за нашиот нервен систем првенствено. И јас, како што одиме на лекар кога ќе настинеме, кога нешто ќе ни се случи, така сметам дека и оваа рана треба да се прати, да е поддржана од стручни лица, да не се оставиме само сами на себе, него да си побараме помош. Да бидеме водени во тој пат. За да го надминеме побрзо, затоа што не е проблем да бидеме ние тажни. Тоа е процес, етапи, на тагата има. Се учи нешто од неа. Да, апсолутно, тагата е многу голем учител. Али проблемот настанува кога тагата преминува во депресија. Че може тоа да биде. Да. Не е проблем лутината. Проблемот е нас кога ќе премине во бес. Не е проблем љубомората. Чекај, кога ќе помине во бес, да речеме, да карикирам, сакаш да кажеш како сум ја од љутина сум преминал во бес. Може да не го контролирам моето поведение и да направам нешто што после тоа, ако се вратам во баланс и во свест, дека ќе се кам, ќе направам нешто што не е добро. Да.
да. Значи веќе ме контролира без од мене. Да. Емоцијата без ме контролира. Има емоции кои не се конструктивни. Има емоции кои е природно да ги доживееме и се природни, како што кажав, тагата, љубомората и тоа, ама има екстремни емоции кои не ни слушат и не се конструктивни и треба да имаме свест за тоа, да не, каде е границата. Затоа што сама Кој е решението? Ако знам дека таа емоција не е конструктивна, ама ја често влегам во љутина, под љутина во бес. Па тоа Еве, во сообраќајот, ако негде направи мала грешка од другата страна, ја му дигам рака да се, од другата страна веќе има ватромет. Да. Јас само пробам да се извинам. Да, ова го имав споменато и во еден мој подкаст, затоа што и јас имам подкаст, или YouTube канал, тоа го споделувам на вакви примери. И ние, во сообраќајот имаме култура дека тоа е нормално во сообраќај. Да се опсуеме. Да, како тоа е да е лайфстайл. Тоа луѓето го имаат генерално прифатено како така. Ама тоа како да име на нив водишка. Па да, и некаде он ја собрал љутината и се ова таман се погодил бажа, сгрешил некаде и он да се растрети тоа и за после му доаѓа убаво. Па и социјално или не, или се не. Парафразирам ја самата се. Да, па и тоа можам да ви го објаснам. Дајде. Затоа што прво социјално е прифатено дека во сообраќај може да се пцуе, и затоа е окей. Не е на шефот да му пцуеме. А на шефот не смееме? Па не е социјално прифатено. А од друга страна има емоционална скала. И сега доколку сме биле во немојк затоа што некој ни го препречил патот и сме се почувствувале немојкно, и потоа преминало во бес, што е погоре на емоционалната скала од немојк, тогаш сме на добар пат. Значи, сме се качиле на скалата, но доколку се задржиме во бес или се вратиме надолу, тогаш настанува проблем. Па му пцуеме на секој друг во сообраќајот. Како би требало да биде? Треба да биде, окей, опцуев, си опростив, окей, може би избрзав, и телепатски на него ќе му се извинам, на што ме донел. Да, и на некој начин ќе си прифатиме дека е таква ситуацијата, прифаќање, и потоа одиме на поголемо ниво, каде што се смируваме, има различни техники, и тука е свесноста. Свесноста и за овие емоции. Често доаѓа до предизвик каде што луѓето не се емоционално потковани. Мислам и посебно на овие простори. Што значи тоа емоционално потковани? Не читале доволно литература? Не. Него родителите не му кажале која емоција што значи. А кој ги научи родителите? Дедот и бабата? Или школото? Или они треба по дефолт да знаат? Па и воопшто не се зборувало. Генерално, мислам колективно е тоа. Не дека некој е виновен, него треба да бидеме, никој не е виновен. Треба да бидеме одговорни. Не правам виновен него. Зашто родителите би требало да знаат за емоциите? Па и тие не знаеле. Може и уште има родители што се у бес. Не, во бес кој е неконструктивен ќе ја не да научат нешто. Да. Па и тие не научиле, и тие не знаеле од каде, немале извори како да го научат. И тогаш како да научиме? Па ние сме тие што го прекинуваме ланецот. Ние, сега ќе кажеш, луѓето од твојата фела. Ова генерација, што се освестуваме. Да, тоа е точно. Затоа што јас денес на мојата ќеркичка, може би мајка ми не ми рекла, Кристина, ти си лута, ти си тажна, ти си... Може би не ми објаснала како се чувствувам јас кога сум имала 4-5 години, ама затоа јас си објаснувам на мојата ќерка. Иако твојата ќеркичка си ја видела дека денешка е љута, како ти настапува со неа? Како го покажа своето живење, твојата професија? Како, да. Што викаш и објаснам како тоа може вака да го Па класифицираш? кога нешто ќе се случи, не знам, ќе ја одземат играчката. Добро. И таа ќе се налути. Прво одам со разбирање кон незините емоции и дефинирање. Лута се. Разбирање, значи, сакаш да кажеш прво, сакаш да ги разбереш нези, ги оправдуваш. Ги оправдувам. Окей да е лута, одземена е играчката, не смеам да ја негирам. Легитимно е тоа, да. И прво тука се чувствува сигурно, окей да сум лута. За разлика од старите генерации, ајде сега ќе се лутиме, ништо не е тоа, па чудо големо, дај му играчката и така натаму. Каде што автоматски пуш. Да, се чувствуваме немојкни како деца. Ми е одземена играчката, никој не ме разбира што вака се чувствувам. И што се случува? Јас ја сакам, тоа за мене нешто драго. Да, и во тој случај се случува да се децата збунати. Океј, значи ова што го чувствувам не е во ред. Ќе го потиснам.
И сега ќе морам да му се допаднам на родителот, да бидам весел, да бидам позитивен, и одиме во некој друг Да, екстремизам. и шаблонизираме, што кажеме во другите емисии, така? Да. Тоа е многу сериозно. И се викаш, прво тоа го правиш, ја разбираш, значи ја оправдуваш и после викаш дефинираме. Ја дефинираме и кажувам, ти си лута сега. Добро. Лута си, окей да си лута. И многу пати нема да јас сум кралица на границите, тука се и границите. Не е само живееме, хипици сме па сме хепи и тоа. Него не. Ќе поставиме здрави граници, затоа што границата не е зид, него е мост за комуникација. И често се случува да сега таа 6,5 годинки сака нешто, бара од мене и не може се да добие. И поставувам граница. Ова нема да. И таа ќе се налути. И јас ќе кажам, ти сега си лута и те разбирам. Окей да си лута. И останувам до неја. Не е проблем да е таа лута. Проблем е кога родителите не знаат да се носат со лутината на децата. И затоа ги скротуваат. Затоа родителите викаат, се ќе биде во ред, ајде, не плачи, смири се. Не. Зошто да се смира? Океј, треба да се исплача. Треба да помине низ таа емоција. Да изфилтрира таа емоција низ енергетските центри. И ќе си дојде друга состојба. И децата се феноменални, интелигентни. Не создава магична фиока, да. блокада, но магична фиока подсвеста ќе му биде на него празна на тоа детенце. Да. И затоа кога ме прашува иде во свесност, да живее свесно. Да. И кога ме прашува дали твоите деца треба да медитираат. Добро. Тоа е на пример алатка за ширење на свеста. Има ли возраст од кога треба да се медитира? Што спомна нашите деца треба да медитираат? Да. Јас би препорачала од 3 годинки. Да? Да, доколку родителите не се свесни. Ако родителите се свесни за постапките со односот со децата и паралелно работат значи причина последица, се случило нешто па се објаснало на детето зошто е тоа така, или дошло до некој предизвик па му е објасната емоцијата, или дошло до несреќа, исто му е објасната емоцијата, мислам дека тогаш децата ќе се повеќе во таа свест. Децата се раѓаат во овој обратен процес каде што јас сакам да постигнам другите луѓе да бидат, односно во поголема свест и многу мала подсвест. Да, така се доаѓаме сите ние на полека овој дел се шири и се намалува свеста, за жал. И на крај не знаеме кои сме ние, а може би знаеме. Но не сме свесни. Да. И како се осеќаш ти со ова ти што го работиш и го живееш? Дали ова за тебе работа? Ти рече го живеам. Што значи тоа го живеам ова што го работам? Како, мислам, ја го сваќам, ама ајде поубаво да го сватам. За убаво звучи. Јас одлучив пред неколку години, пред да почнам професионално да се занимавам со ова, дека мојот приоритет ќе биде работа на себе, благосостојба. Дека од таму ќе почувам се, дека во животот, во секојдневието, во денот, тоа ќе ми биде приоритет, што и да се случува. Одлично. Ајде сега објасни ми што подразумеваш под зборот благосостојба и ја и моите гледачи те разбереме. Што е тоа благосостојба за Кристина? Така да го почне денот, така да го живее денот? Да, е мир. Дефиниција е мир. А што мир? Што е мир? Да нема војни некаде или ти да не си скарана со сопругот? Внатрешна состојба што ја чувствувам без разлика што се случува надвор. А како би изгледало ако нема мир? Еден човек, каква е таа внатрешна состојба? Од твоите клиенти може да ми ја некако опишеш? Тој немир доаѓа од несвесното. Доколку сме ние свесни, можеме да го разбереме и тој што е насилен према нас. Можеме да го разбереме светот околу нас. Значи имаме свесност за тоа што се случува. Знаеме од каде потекнуваат работите. И знаеме дека ние сме одговорни за нас самите и како што има една преубава реченица што секогаш ќе цитирам од Ганди, никој не може да не повреди без наша дозвола. Така. Значи само ние ги чувствуваме нашите емоции. Тој немир сами си го создаваме. И благосостојба? И благосостојба. Благосостојба е комбинација од мир, љубов и радост. Благосостојба е комбинација или составни елементи се мир, љубов и радост. Да. И парите? Не ги спомнам парите, а ова е време на парите. Се преку пари се гледа. Мислам, не е тоа карактеристика за мене, али така се гледа. Кај се парите во оваа игра? Може ли ова се да функционира без парите? Или парите на ова доаѓаат природно? Како енергија? Да. Не, како го размислуваш? Поставам прашање, провокативно. Парите се... Нека ги каже благосостојба, пари. А ти викаш благосостојба, љубов, радост.
Третото посетиме. И мир. И мир, да, и мир, и љубов и радост. Ајде вака ќе ти поставам едно прашање. Ајде, Ако денес добиеш 1.000.000 евра добро. на лото, европско лото, Не играм лото, али вие таму у Европа играте. Да. Тоа е, да. добиеш вредно е. европско лото, 10 милиони евра. Добро. Но во исти момент изгубиш драга особа. Ќе бидеш среќен? Одлично прашање постави. Не, се знае, одговорот е многу едноставен. Тоа е одговор на Парите и сето. другата година може да ги Ајде, биди добиеш. среќен, нели тоа го Собата сакаш? нема никош веќе да видам повторно на оваа планета. Да. Нашава планета е хотел. И веќе Точно. таа особа никош нема да видам во мојата соба или у апартманот до мене во наистиот спратот хотелот планета. Таа личност ти ја дава таа благосостојба. Со неа градиш, со неа создаваш конекција. Ние сме според 7 биолошки потреби, да кажеме, конекцијата. Тука спаѓа конекцијата. Ние не сме родени да сме одвоени, да сме разделени. Ние сме за конекција тука, за Денеска е давање. највисок степен од туѓина сме ги луѓето. Формално, вака гледајќи ресторани се пуни, локали на секаде по светот, Да. но тоа пак е степен на туѓиност висока. Луѓето повеќе ги анализирам, тоа ми е така интересно. На една маса седат, да речеме, неколку особи, ако и седат саат време, едно време правев тие анализи за моите потреби, 80% од времето се секој у својот телефон. Па затоа А што изгледа да се видат. конекцијата сами Значи, со не себе не постои, па не можеш да се конектираш ни За со најлесно другите. се конектираме со ова. Да, А некој дали имаме мејнстрим. бенефит од тоа? И да и не. Така е. И да и не. Ако немаше интернет, јас немаше да дојдам до мојата Така е, публика. така. Добар За одговор, мене да, има затоа корист, реков. јас го Така е, контролирам. И да и не. За тие што го ти го зимаш тоа контролираат, што од таму ти треба, што е корисно за тебе и конструктивно за тебе. Да. Интересно. И сега, значи, ако еден човек е во благосостојбата, која ти ја дефинираш според тебе, радост, Мир, мир и љубов. и љубов, и ако така живее, дали тоа значи дека и во сите полиња секој му иде како што треба, без напор? Дали парите, дали кариерата, дали односот со децата, со комшиите, начинот на возење, на јадење? Да. Дали тоа кај тебе е така? Јас мојата работа не ја сведувам само на класична на оваа хипноза и се ова што е научно докажано. Јас имам длабока конекција и со Господ, и со интелигенцијата што го создала овој свет. И јас секогаш и во моите терапии, и во мојата начин на работа, на секој начин, го поврзувам тоа. Дека постои нешто што сме водени. И дека таа конекција со себе, всушност конекција и со тоа, поголемото од нас. И сметам дека доколку научиме да го слушаме тој внатрешен глас и таа конекција, ќе бидеме водени. И дека ќе дојдеме и до нашата страст, ќе дојдеме и до правите личности околу нас. Едноставно, ќе се направи една природна селекција за тоа благосостојба. И да, ќе дојдат парите. Тие се живееме во материјален свет, зошто не би дошла? Кога би постоел луксус, за кој е тој луксус? За сите нас. Зошто да не го искусиме сите? Нема, не е тоа ограничено. Ограничени се уверувањата кои се во нашата црна кутија. Многу убаво го кажа, да. Да. И кои ни се наметнати, реално, искрено, и не сме ние виновни што сме родени во тоа поднебје, пример. Ама сме одговорни. Една добра реченица што мене секогаш ми одзванува во глава е од мојот добар учител доктор Джо Диспенса, кој вика: во ова време на информација, неинформираноста е игноранција. Да, сами го знам. Да. Сега се сеќам Да. на оваа реченица. Да, значи, тогаш игнорираме да бидеме информирани како може. Затоа што во еден неформален разговор, јас споменав дека јас сметам дека будењето е секој се буди, бира да се пробуди, односно бира да биде повеќе свесен. За тоа е доказ Исус. Тој дојде пред 2000 години и во 2025 имаме војна. Значи не се луѓето пробудени. Да. Тоа е индивидуално. Уште од римско време цивилизацијата е многу отидена напред. Смарт телефони, Да. и коли модерни, се што, меѓутоа самиот човек, од човечките односи се некако уште останати тамо негде Да. 2000 години пред нас. За жал така е. За Тоа сум жал. го спомнал во Али други подруги. јас искрено сметам дека одиме во добар правец. Да.
Ево, ти си дел од ова екипа, да кажам, на луѓе што Да, мислам дека на посветуваат- светско ниво што се појавија и подкастите, интернетот, доста добивме ние на можност така страмежливо да се појавуваме и Да. полека да сите да да се прави придонесеме некој на влијание. некој начин. Кај, знаеш, тоа често знам да го кажам, кога некој ќе му кажеш да работи на себе, денеска се осеќа неубаво. Немаме сериозна конкуренција, after work party, Да. ноќен клуб, да идам на шопинг не знам колку шопинг молови, да си купам пар облеки, но тоа е само краток момент на среќа на батерија или на релаксација. Прата релаксација он ќе добие ако дојде тебе на сесија и нешто се разбуди. Да. А и тој after work ќе биде убав ако си свесен. Така. Не, да не биде тоа како потреба да ја од негде избегам и таму да го најдам решението. Дека таму нема, ако дом таму баш да уживам и да се видам со моите драги луѓе. Да, така, убаво ме коригираш ти, браво. Да, па исто Мислам, со го мислев парите. тоа, ама ја сакам да кажам да. Исто и со парите. Едно е да имаш ти пари несвесен, друго е да имаш пари свесен. Ова е голема разлика, убава рече. Да. Убава рече. Како ќе комуницираш со парите? Затоа што кога си свесен, друга е енергијата, знаеш да менаџираш мислам прво и ќе си информиран за парите, ќе менаџираш со парите, друго ќе знаеш каде ќе ги канализираш. Во кои цели? Дали тоа ќе биде од јас сум подобар од комшијата, ќе купам поголема кола или ќе биде тоа како можам да го напредам овој свет, како можам да помогнам во која черити, во која организација. Има голема разлика. Да би кажал еден убав пример. Негде ја имам напишано, ама да не го земам времето, ти си ми овде везата. Да, така е. Убава дружба, веќе 50 на минути разговараме. Убаво се осеќам. Како се осеќаш ти? Како Фантастично. Ова сум јас. Ова е мојата страст, да. Да, тоа што ми кажа, кога на твоите работилници, тие групни, кога те слушат и викаат, кога ќе влезеш во тој менторски оддел и вика како да не те познаме твоите другарки. Да. Тогаш векаш изгледа баш во најоригиналната тоа јас. Да. Да. И често... И како изгледа ова са твоја состојба? Сега сум ова јас. Како тоа може да ја опишеме? Еве, луѓето што еден ќе сака да додат кај тебе да поразговара, да и они станат јас. Па, како изгледа сад? Не сакам да бидам скромна или така, али... Не, само треба да биде сведок на твојата сегашна состојба што кажа која. Сакам само да ја објаснам, да. Тоа. Супер. Не сакам да бидам така скромна, да мислам као не сум едуцирана или не сум го прочитала или не сум научила, Вистината е од тебе излегува. Сметам дека ова се канализира преку мене, дека јас сум само медиатор, дека го давам тоа што зашто сум дошла тука. Преку мене информацијата се канализира. Да го парафразирам, знам од време на време да спомнам која е нашата мисија, зашто сме ние родени. Значи, Кристина ја открила нејзината животна мисија. Често знам да кажам, Никола Тесла, секој човек што ќе се роди Никола Тесла, само што Никола Тесла успел да открие зашто е он на оваа планета, што треба он да збогати на оваа планета. Секој нешто ќе збогати. Дали ќе биде тоа видено, не е толку ни важно. Значи ти си ја открила својата животна мисија. Да, јас имав и групна програма. Затоа ти не работиш, ти живееш во работата и уживаш со својата работа. Да, да. Не викаш како луѓето ќе речат утре понеделник, па одново, па е 5 дена работа, далеко е петок викендот. Да. Тоа беше причината зашто јас А тие се 5 одлучив. дена нема да се вратат. Кога ќе помине само помалку време останало од нашето гостување на планетата наречена Земја. Да. Да, апсолутно. И што кажеш, затоа јас се одлучив Па затоа јас се одлучив да живеам да бидеш и канал. За Да. сите ние околу тебе што би соработувале со тебе. Или би конзумирале од тебе за наше добро. Да. Браво. Во една од моите групни програми најдобрата верзија од тебе, имав во еден од модулите ставено формула, што не е моја, значи ја позаимив од Башар, која кажува дека постои формула за пронаоѓање на животната страст. Добро, ајде да слушаме. А тоа е во секој момент, во секој даден момент, да одбериме понудата што ни се нуди, која е највозбудлива за нас. И да го направиме тоа што е највозбудливо, без никакви очекувања. Го правиме тоа колку што можеме во нашите можности и не бараме ништо за возврат. Да, работејќи на себе треба да не креираме очекувања. Очекувањата прават да нашето патување до целта ни биде тешко и да не уживаме, дека патувањето е нашето уживање. Да. А не целта. Меѓутоа се ова малце ми е нејасно и не знам некако дали ќе се согласам со тој што го кажал таа формула, тоа што нас не возбудува.
Да. Дали е тоа баш тоа знак дека тоа треба ние да бидеме? Дали е правиот збор, сакам да кажам, дали е добро Што е највозбудливо, зошто? Затоа што емоцијата е канал до тоа што треба да стигнеме. Добро. Кога се чувствуваме неубаво, ни кажува креацијата не размислувај така. Врати се возбудено е па назад. другата крајност. Еуфорија. Возбудливо во смисла Тоа се, да, на ни дава предизвик, ни е убаво да го прави, на пример. А се осекаш Се пријатно убаво, тоа што пријатно. го правиш. Да. Ето е веќе друго. Ќе дадам обичен пример. Тоа не е дека треба сега да седнеме и да бидеме Пикасо, да сликаме, па да ни биде возбудливо. Не. Него завршува подкастот, си одиш дома и ти останува еден час слободен. Што правиш? Што е највозбудливо од сите ситуации? Да му се јавиш на пријател, да пиеш кафа на тераса, да играш со децата. Од сите тие ситуации го бираш највозбудливото. И тоа е потоа следната ситуација и тоа води до страста. Зошто? Кога се држиме на висока вибрација, на таа убава енергија, доаѓаме и до тие мисли, до тие луѓе, до тие врати, каде треба понатаму да одиме. И тој пат е. Тоа е патот, цело време да биде возбудливо. А тоа ќе се менува, страста може да се менува. Може би јас за 20 години ќе бидам јога учител, не знам. Тоа убаво кажеш на јога учител, па добро, не е Не лошо. не знам каде ќе одам, во кој правец. Да. Али за сега е тоа. А зашто па што прибегу да јога учител? Имаш некако контакт со јогата или не? Да, Значи, ја практицирам јогата. Да? Да, редовно ја практицирам јогата. Намасте. Намасте и кундалини. Некој посебен стил? Кундалини Кундалини јога, добро. и познато хата. И хата јога. Да. Не сум толку во моите очекувања колку што сакам, временски. Можеби не ми е се уште приоритет, но се Да, гледа. ја кога пред 20 години учев кунг-фу, 25 и клиринг, не очекував дека некој ќе ми каже на моја 50 година дека станам јога инструктор. Вињаса флоу, аштанга јога, а ја сега креирам мој тип на јога, крипали јога. Со суштината на крипали јога е кај што сите асани ги правиш од твојата интуиција. Како се осекаш, таков час даваш на практикантите. А јас се што правам од тоа ја што да. Никако наметнато, да. Убаво. Практикуј понатаму јога, тоа е добро. Таму има имитација. Да. Мислам дека тоа е добар правец што го прави, затоа што ти си постојано во страст. Интуитивно тоа е тоа. И тоа доаѓа од внатре и те води, тоа е каналот. Не, сум секогаш се трудиме да бидеме во сојуз со нашето тело. Да. Тоа е најдоброто пријателство што можеме прво и основно да го изградиме пред да имаме, да речеме, и успешен живот, да бидеме најдобри другари со себе. Да. Кога ќе кажеме, јас сум сам, не, ти си со себе, а како да те вратиме до тоа дека ти не си сам, се има себе. Се има себе, точно. А со ти си директно поврзан со Господ, со изворот, ти си универзум. Апсолутно. Да. И на тој пат што викаш ти, и ќе се појавуваат и луѓето кои треба да бидат во твојот живот. Да, природна селекција. И јас во мојата... Убаво нешто кажуваме ние, не е баш дека не кажуваме уви работи, а? Да. Мојот пристап е холистички. Во мојата работа, луѓето се задолжени во мојата програма од 6 недели да прават физичка активност. Аха, значи холистички пристап е повеќе работи да применуваш. Да, значи, холистички од сите страни. Хипноза, колку што применуваш и коучер си, by the way, ето тоа него не спомнавме за следна прилика, али може да кажеш некој ред, и плюс и физички активности. Холистички мислам на тоа се опфаќаат ум, тело и дух. Аха. Значи се нека холистички значи да фатиш да опфатиш повеќе работи, но да имаш и повеќе методи да употребиш истовремено. Ти го кажа, и двете работи. И двете работи. Одлично објаснато, секоја чест. Холистички значи ментално, емотивно, духовно и телесно. Така. Да сите аспекти бидат вложени. Затоа што и многу стравови настануваат од тоа што луѓето не знаат зошто сме тука. Немаат своја дефиниција. Се плашат од смрт, се плашат за смртта на своите деца, тоа ми беа чести клиенти. Имаат предизвици со децата здравствени и се во паника. И тоа е грч за цела фамилија, да кажам, или за како додат понатаму. Не ги пуштаат децата во градинка, се плашат од вируси, ама тоа потекнува се од еден страв. Зошто сме тука? Што е смртта? Каде? Значи сето тоа. А што е смртта за тебе? Транзиција. Така е. Ја така размислам. Да. Транзиција од една во друга димензија. Другата димензија по мене, по моето истражување е враќање астралната димензија. Враќање дома на некој начин. Мислам дека после не има уште неколку димензии до враќање на правото дома, кој треба да се заслужи. Да. Или можеби ќе се одлучиш да се вратиш. Да. Да, така на тој пат.
Длабоки теми. Да, Добре ме убави. мислам. Одлично. Ти работи само, она не кажа, работиш и во Германија, главно одбираш да работиш само со македонска, со луѓе од нашата, македонци, мислам Да. македонска публика. Македонска Рече, публика. си работа на почетокот и преку англискиот јазик, и со мексиканци, и со... Зашто се определи сега само со луѓе од твојата татковина? И таму, и тука работиш, и во Да. Германија со луѓе со народници, и од тука. Зашто се одлучи така? Затоа што интуитивното. Тоа е за мене. Кога имам сесија со моите луѓе, е дома. Јас. Јас можам да им... Мислам да го дадам мојот максимум да им помогнам. И во брзина на добивање на резултати, и во тоа како јас се чувствувам. Затоа што на долг рок не би правила нешто што не ме прави да се чувствувам добро. Значи, обострано е. Со мојата публика, македонската публика, можам брзо да дојдам до тоа што ги кочи. Затоа што јас потекнувам, од тука пораснав, се родив 19 години пораснав во Македонија и знам ова поднебје што трпи. Кои уверувања, кои предрасуди, кои вредности. Сето тоа го знам. Иако се променети, али генерално држиме ние генерацијски ланец. И Тоа да. ми е многу познато и природно. И затоа сакам да се посветам на мојата публика. Ние во клинингот викаме, ако се определиш за работиш со клиенти од некоја држава која не е твоја матична, прво и основно треба да ги научиш све за таа држава, кои се нивните обичаи, кои се нивните норми на однесување, како се влегува во брак, што значи позицијата мајка, свекрва, снаја, работа, пари, комшија, значи секоја држава си има своји некои што викаш тој генерацијски јас вредности кои иначе нема да функционира тој систем ти што го застапуваш. Да. Одлично. Тоа фактички ти интуитивно, меѓутоа се го видела и преку тоа што ти си имала искуство со работа со странци, неколку години, неколку што разбрав. Да, и мислам ми требаше така временски ми требаше да допрам до тоа што е, кој е тоа главно уверување, затоа што денес кога разговарам со моите луѓе, тие зборуваат едно, а јас читам друго во позадина и ми е лесно да допрам од каде им потекнува, да. Од каде потекнуваат тие веројатно. Одлично. И ете, и на овој подкаст со Кристина ќе си дојде при крај. Ќе си заврши. Кристина, има ли нешто вака што е важно да го сподели со мене и со мојата публика? Еве, не сме го допреле, не го кажавме. Ипак е само 1 сат време. Многу работи кажеме. Има ли нешто посебно вака што ти треба да го изнесеш, осекаш дека треба да го изнесеш? И после да изводиш една главна парола за мене и за мојата публика. Па би рекла да луѓето бидат повеќе со отворен ум и да видат дека има можности, затоа што, како што кажав, илјадници години наназад се кажуваат различни техники како да живееме среќен живот и исполнет живот, но ние сме биле одредени според родителите, според средината и така натаму, да бидат малку критички настроени и од друга страна и со отворен ум и да си го одберат својот пат. Не мора да биде хипнозата, може да биде молитвата, може да бидат другите начини, али да дојдат до тоа и да не се откажат од себе. Да дојдат до таа благосостојба за која зборувавме. Да го најдат својот пат до таму. Убаво кажано. Ја може малце би коригирал и би додал, може да одберат било кој правец, клиринг, НЛП, меѓутоа, ја мислам дека во било кој правец, што и да прави работа на себе, молитвата секој ще бъде негде тука до нас. Мислев молитва во стил на религија, значи само религија, само... Али може само и тоа да биде патот до мојот успех. И тоа е исто успешно. Може да биде комбинација. Да, така е. Кај мене доаѓаат клиенти од други коучеви. И се значи пробуваат луѓето, си бараат начин. Не мора да биде само еден начин. Така е. Сите прсти на една рака не се исти. Нешто од вас збора главно? Ако има нешто интересно. Впечатливо. Дека луѓето денес како ќе видат нешто, не сака он да го чита 5 минути. Не дека нема трпение. Ако на све има трпение да читат, ќе му помине денот во следење на работа и нема да живее. И така да
Нешто кратко, пошто ќе биде, Па, ќе биде можеби познат овој подкаст, пред да биде тој нашиот наслов на овој подкаст. Да, па може би кажала тоа што мене ме водеше од дете, Оригинално е тоа. дека мојкото е во нас и дека нашиот ум е толку феноменален. Можеме многу да креираме, како да се излекуваме сами себе си, така и да креираме фантастичен живот. Ево да го направиме сега у 3 збора. Мојкото е во нас и уште 2 збора. Тоа го прифаќам. И сега од другото исто е убаво, како да го направиме у 2 збора. Голем предизвик ми даваш. Добро, не мораме да го решиме, да. Вика многу го кажа, да. Би кажала дека мојкото е во нас и само да си го искористиме нашиот потенцијал, да го најдеме нашиот потенцијал кој ни дава исполнат живот. Да, убаво кажа, најде како да го скратиме Малку уште е малце. Мојкото е во нас. Мојкото е во тебе, искористи го потенцијалот твој. Да. Имаме огромна мојк со умот и преку него можеме да живееме исполнето. Можеме све да манифестираме преку умот, да Можеме, добиеме. апсолутно. Апсолутно, јас сум сведок на тоа. Секојдневно. Мојкото е во умот, научи да менаџира со умот. Да, стани мастер. Тоа ќе биде и насловот на работилница, да стани мастер на твојот ум. Ова ќе биде наслов на овој подкаст. Браво, еве, дојдовме, па ти си го имала решението. Не сум те ја предвид. Само требаше малку да патуваме неколку минутки до тоа. Стани мастер, волшебно звучи. Да. Одлично за крај. Кристина, драго ми е што беше овде, плюс и ти си наш сонародник, но живееш во друга држава, како што имав и прето една гостника од соседната држава, Србија. А ми беше и ова екзотично, бидејќи ти овде си 3 дена само и па сидиш во... Друга енергија данас. Да, и така, па ми беше така волшебно, екзотично, убаво се осеќав. Доста убави работи слушнав, доста убави портали кај мене, канали отвори за размислување. Ми беше чест што те запознав и што си дел од нашето звездано небо, Баш Ангелик, личен подкаст, тоа често го кажувам. Да. А сител подкаст личен развој. И мене исто важи. Од кога ќе биде ова емитувано, ќе бидеш една од нашите 14-15 звездички, моите, мислам. Сите се звезди од моите колеги, јас си гледам моите звездички, кај што ќе си светкаш и секојаш кога и некој да сака да не слушне, има што да слушне од тебе. И секојаш ова ќе му биде потребно. Убави работи. Ова ми е чест. Да. Навистина ми е чест и дефинитивно го чувствувам како дека ќе им служи на луѓето. Да. Да. Благодарам. Благодарам исто вас. Ете, драги гледачи, го завршиме ова прекрасно разговарање со нашата нова звездичка. Што има што да се слушне. Прекрасен разговор беше со Кристина. Посетете ја, прашајте ја, пишете и станете мастери на својот ум. Тоа е предуслов да живеете живот од вашата фантазија, од вашата најдлабока фантазија. Ве сакаме, чувајте се, секој добро, до следно наше гледање.